И повторно еве се вративме во нашата ТВ училница. Сега имаме час по општество за пето оделение. Што ги учиме? Денеска, пред да ви ја наведам целта на часот, односно што ќе учиме денес, прво ќе играме една игра асоциација. Сакате асоциација? Сакам. Да. Денес многу игри имавме. Си играме, да. Имавте еден куп игри. Овие жолтиве зборчиња ќе ги дадам на Ана. Може. Јас сум со црвени. Црвените зборчиња ќе му ги дадам на Цвајнштајн. Благодарам. Жолтово ќе го добие Цвајнштајн, Аха. а црвеново ќе го добие Ана. Добро. Аха. Сега вака. Треба да не Во погледнеме твојот да црвен лист, по црвениот лист, стои одговор на асоциацијата на Цвајнштајн. Аха. А во жолтиот лист стои одговорот на асоциацијата на Ана. А треба да не ги погледнеме овие или? Не, ние да ги Вие погледнеме, ама може да не ги ги гледате, знаеме. ама не ги знаете. И сега Еден со друг. вака, Ха. кој ќе почне прв? Еве јас ќе почнам. Еве. Ајде, дамите имаат предност, што би рекол Цвајнштајн. Во првото липче што пишува? Граница. Граница, Второ, територија. територија, Друга држава. друга држава, Тугина. тугина. На што те потсеќа ова Цвајнштајн? Странство. Аха, туку кога ќе, ајде малце варијација на зборот. Не е странство, туку е кога е човек. На пат, не. Странство, ама кога е еден човек е Е странец. Така е, точно еве Браво, морам. Цвајнштајн, браво. О, погоди. Странец. Ајде да сега јас сум наред. А, дојденец, Добро. гостин, Добро. патник, Добро. турист. Аха. Па ова е патник, овај турист, странец исто. Странец исто, меѓутоа, направивме мала замена на Изгледа. личињата, Јас исто тоа да го приметив. за да ни биде малце поинтересно. Значи, денеска ќе учиме за странство и за странец, странство и странец. Аха. Дали вие сте забележале дека во нашата држава има странци кои живеат тука? Има, да, сме Да, забележале. сте забележале. А знаете некои зборови на друг јазик, не на нашиот? Hello, thank Знаеме. you very much. О, Знаеме на друго. англиски, знаеме неколку на албански, знаеме на босански. Ама на некои луѓе што доаѓаат од надвор. Да. Па добро, има например албанци од Албанија што доаѓаат, што не живеат во така. нашата земја. Така, некои германци. Германци, Гутен Ја, Таг, ја, друго. ја. Французи. Француски некој збор? Ah, Oui, bonjour, oui. Je Oui. m'appelle Swanstein. Comment tu t'appelles? J'habite au Skopje, Macédoine. Нема знаеш уе, некој уе. збор странски? Знам англиски само. Само англиски. Да, А дали англиски знаете? Дали знаете словенски можеби? Ам, Словенечки? Словенички. Таму некако се на У завршува. Да. Ете, тоа имам Знам приметено. само еден збор на словенечки. Тоа е? Како се викаат деца? Како се вика? Отроке. 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 Јас знам, добро нам пришли. Добро нам пришли. Да. Сега, деца, овој господин овдека што го гледате на телевизија е Самуил Жбогар, шеф на делегацијата на Европска Унија. Во следните часови по општество ќе учиме за Европска Унија. Делегацијата на Европска Унија ја представуваат Европската Унија и обезбедува континуирана поддршка и финансиска помош за реализација на неопходните реформи во нашата земја. Самуил Жбогар потекнува од Словенија. Со бројот на жителство таа е слична на нашата татковина. Да. Главен град е Љубљана. Словенија е земја која обилува со голем број на природни убавини кои придонесуваат за развојот на туризмот во оваа земја. Позната е по многобројните скијачки терени. Словенците се нација која важи за работливи луѓе, тие се горди на својата работа и производите кои произлегуваат како продукт од истата. Значи, господинот Самуил Жбогар овдека е вработен во делегацијата на Европска Унија и исто така, значи има тоа е еден вид на амбасада, а има и некои други амбасади во нашата татковина кои
Знаете ли вие некои амбасади од нашата татковина? Знаеме грчка амбасада. Тоа се како представници на тие земји во нашата земја. Така, представници територија. на тие земји во нашата земја кои им помагаат на луѓето, странците кои се од таа држава, ако најдат на некоја неприлика, ако им треба помош и така натака. Потоа ќе ви покажам уште еден лик. Верувам дека вие добро го знаете. Кој е ова? Не, јас не го Помош, познавам. Помош од пријател. Тимур Магомедович Дибиров. Како го Ракометар. Дали може да ни прочиташ некои информации за него? Доаѓа од Русија, најголемата земја во светот, ако видите, скоро пола свет фаќа Русија. Русите се познати по многу работи. Нивната литература се смета за една од највилијателните и најразвиените во светот, посебно во 19 век, наречен како златен век на руската литература, започнувајќи со Александар Сергеевич Пушкин. Тимур Магомедович Дибиров игра ракомет за репрезентација на Русија. Долги години живее во Македонија, од 2013 година игра за македонскиот ракоментарен клуб Вардар на позиција лево крило. Носи дрес број 31 и е еден од најдобрите светски играчи што играат на позиција лево крило. Зборува македонски јазик. Тука е со фамилијата, жена му се вика Ирина Димитрова, таа беше тренер на женскиот ракоментарен клуб Вардар. Тога женскиот ракоментарски клуб Вардар беше во најдобра форма. Благодарам, Ана. Ете. Значи, ова беше специјално за љубителите на спортот. Јас знам дека многу дечиња сакаат ракомет и токму заради тоа го одбрав Тимур да ви кажам неколку интересни информации за него. Дали знаете зашто е тука? Тој веќе кажавме дека е за спорт, меѓутоа има и други странци кои присуствуваат во нашата татковина поради тоа што се занимаваат со спорт. Така? Некои други странци што се во нашата татковина се занимаваат со некоја друга дејност, дали ви знаеле? Па како се каже Ханс? Добро, ајде, не знам. Мислам дека има голем број на странци во националната опера и балет таму. Одлично, така. Многу често позајмуваме балетани, балерини да настапуваат во нашите прекрасни балетски представи. Точно. Така, понатаму, за нешто од некоја друга треба да доаѓаат странците? Може би некогаш некои инвеститори кои отварат некои фабрики или фирми. Одлично, многу инвеститори доаѓаат во нашата татковина и колку повеќе инвеститори доаѓаат, толку стопанството во нашата татковина е на повисоко ниво. Точно. Така да колку ни е подобро стопанството, толку условите за живот ќе ни бидат подобри. Понатака да размислиме зошто би доаѓале странците во нашата татковина? Може би просто од туризам, некој може би се заљубува во земјата и сака да живее во таа земја. Одлично, не е од неа. во туризам, така, доаѓаат од причини да ја посетат нашата татковина. Затоа малце подоцна ќе се навратиме, само уште една работа да ве прашам, дали некогаш овие поголемите, сега ние сме малечки, меѓутоа и по факултетите, а некаде во средните училишта доаѓаат и некои професори од странство, Па и со студенти. цел и студенти за да размениме искуства и знаења. Така, да. Цвајнштајн пред малце спомна дека странците доаѓаат поради туризам. Ако не дојде некој странец за да ја посети нашата татковина, кажете ми што ќе направите вие, што би му покажале на нашиот туриста? Неколку локации, нели? Па, јас прво би, може би, некој од охридските манастири или цркви кои ги има. Така. Може би, Кале тврдината во Скопје што се наоѓа. И има разни прекрасни природни убавини, каде што може би би ги однел на Пелистер, големо и мало езеро, има едни мали тектонски езера, тие се прекрасни. А кога ќе огладнат? Кога ќе огладнат, ќе со традиционална македонска кујна. Така, со би ги нахраниле. Што мислите, што највеќе сакаат странците да пробат нешто што сме карактеристични за тоа? Предпоставувам и тавче, гравче, ајвар. Тавче, гравче, тоа го обожаваат, ајвар и така натака. Значи, секако, најбитно е да се представиме во најдобро светло, бидејќи сме ние домакини. Јас и наставничката Нела се потрудивме да направиме една мапа или брошура. каде што би ги прошетале имаме значи топ
места или топ дестинации во Top 5 location. да, тука во Скопје и во околината на Скопје. Значи, тие се подредени Можеме под да го реден број, лакаеве да да, го- под реден број. Да се Ти види. навакам. Да, да се видат. Значи првата топ дестинација или првото место кое што Number one. се наоѓа во нашиот главен град е Калето. тврдината Кале. Да, можете и ви ако сакате да Да. ги втората Може. Втората е чаршијата, знаеме сите каде е, во Скопје. Третата е жичарата, така. кај Милениумскиот крст. Така. Четвртата е Е Милениумски, крстот, така. Милениумскиот крст. И петата е Кањон Матка. Кањон, на Матка е ова. Да, Ова е да. прекрасна Значи дестинација. јас тие топ 5 Ова се локални, дестинации би ги блиски. избрала кога би имала гости. Значи кои што ми се од странство. Да. Сега тука има некои објаснувања за сите тие места, што е карактеристично и што е интересно. Чаршијата ни е така, ќе ја кажам, доста интересно место каде што може да ги прошетаме, да ги видат многу, има музеи таму, има многу добра вкусна храна, значи добри ресторани за да ги нагостиме. Потоа ќе има тука, може и да го Чифте, прочитам. ама Да, ми- така, да. Музеот на Старата Скопска чаршија, во кој што има многу предмети кои што се изложени и сведочат за занаетите кои што постојат и постоеле, кои што сега ги нема во Старата Скопска чаршија во музеот. Со жичницата, како видиме Скопје на дланка, потоа може да се качиме или горе со жичницата се качуваме кај Милениумскиот крст, Така. каде што може да разгледаме околината тука на врвот на Водно, на планината Може Водно. цело Скопје И да цело го видиме. Скопје да го видиме, да го видиме. И изграден е значи 2002 малку Еве да ви помогнам вака. 2002 година по неговата цел на изградбата е 2000 години од христијанството во Македонија и доаѓање на новиот милениум. И Така. последната исто доста ја мислам многу убава дестинација која што и место која што би сакала да го посетат странците кај нас во нашата околина на Скопје е кањонот Матка и е една интересна информација која е најстарото вештачко езеро во Македонија, кое што е изградено, да. И Многу е интересно. изградено во 1938 година, многу далечна. Далечно, Така. да. И тука е многу интересно да патуваме и да си знајмеме еден чамец и да си го прошетаме езерцето и да ја разгледаме природата околу него. Така. И А можеме исто да видиме. така и интересно е Да. се пештерите кои што се познати таму во познатата Врело пештера која што е и над вода и под вода. Ви благодарам, учителки, многу. Дали имаме некоја домашна задача да им дадеме на децата и да одиме со следниот час? Или може би да ги одмориме? Нела, да ги нека одмориме домашно. овој пат? Ако Секогаш сакат ги- може да си направат ваква брошурка. Да. Секојаш ги Да, сакаме учителките што ни даваат одмор, што ни даваат домашно, така што така може еден ден да Ај ги нека одмориме. одберат сами И учениците. сами Така така е, да одберат. нека бидат малку покреативни, нека си направат нешто ако имаат желба. Одиме со еден краток джингл, па се враќаме со следниот час.